Почитувана господја председател на Комисијата за финансирање и буџет, господја Сања Лукаревска. Почитувани членови на Комисијата, почитувани представници на медиумите и граѓаните, почитуван заменик главен државен ревизор, почитувани вработени во администрацијата на Собранието, почитувани вработени во Државниот завод за ревизија, дами и господа. Чест ми е што денес имам можност да ви го презентирам годишниот извештај за извршените ревизии за работата на Државниот завод за ревизија за 2025 година, кој што верувам ќе се согласите дека представува еднак од ремек делата на начинот на подготвување на работењето, односно известувањето за работењето на Државниот завод за ревизија за 2025 година. Верувам дека представува пример за тоа како треба институциите од јавниот сектор да го известуваат Собранието и граѓаните за начинот на својата работа. Овој документ не е само збир на бројки и констатации. Тој е одраз на нашата посветеност како чувари на јавните средства и соопфатен приказ на тоа како се управува со средствата на граѓаните на нашата држава, односно со средствата на данъчните обврзници. Во текот на 2025 година, Државниот завод за ревизија ја опфати целокупната структура на институции од централната и локалната власт до јавните предпријатија, акционерските друштва, политичките партии и фондовите. Нашата мисија е јасна. Преку објективни, веродостојни и точни ревизии да создадеме додадена вредност за граѓаните и да потикнеме поефикасно користење на јавните ресурси и испорака на квалитетни, навремени и во контент услуги кон граѓаните. Дозволете ми да започнам со она што најмногу ги интересира граѓаните и вас како претеници, односно обемот на нашата работа. Во 2025 година Државниот завод за ревизија реализираше вкупно 76 ревизии, кои резултираа со 120 ревизорски извештаи. Со овие активности беа фатени вкупно 244 субјекти. Оно што заслужува внимание е финансискиот износ на јавните средства кои поминаа низ нашиот ревизорски филтер. Ревидиравме над 542 милиарди денари јавни приходи и речиси 288 милиарди денари јавни расходи. Во споредба со преходната година бележиме значително зголемување на опфатот кај приходите за 20%, а кај расходите за 26%. Посебно сакам да го истакнам со однос на додадената вредност на нашата работа. Со гордост можам да кажам дека секој денар вложен во буџетот на Државниот завод за ревизија обезбедува поврат во буџетот на државата во однос 1:135 денари. Тоа значи дека секој денар вложен во Државниот завод за ревизија ние сме идентификували и вратили 155 денари преку откривање на данъчна евазија, помалку уплатени давачки или незаконско користење средства. Само во овој ревизорски циклус идентификувавме неплатени или помалку пресметени средства во износ од 28 милиарди денари. Преку нашите извештаи детектиравме 1500 утврдени состави. Најголем дел од нив се однесуваат на ревизијата на регуларност, но сериозен фокус ставивме на ревизијата на успешност и IT ревизиите. Јавните набавки остануваат една од најкритичните точки во управувањето со јавните финанси. Констатиравме 149 слабости во додувањето договорите за јавни набавки, при што се утврдени неправилности во вредност од над 14 милиарди денари. Особено загрижува е фактот што се извршени набавки во износ од 1,17 милиарди денари без воопшто да биде спроведена законската постапка за јавна набавка и ова представува директно прекршување на принципите на конкурентност и транспарентност. Со ревизијата на успешност на тема ефикасност судските постапки од работен спор врз буџетот, утврдивме состојби кои патуваат дека во периодот од 2020 до 2025 година државата исплатила вкупно 3,97 милиарди денари, над 64 милиони евра за изгубени работни спорови, камати и извршни трошоци. Во секторот здравство, нашите ревизии во клиниките и институциите потврдија повторливи слабости во финансиското управување, јавните набавки, внатрешното време и навременост услугите на граѓаните и нивната навремена регионална достапност. Не смееме да ги игнорираме ниту нодите на неформалната економија. Утврдивме дека и самиот јавен сектор преденесува за неформална економија преку ангажирање лица со договори на дело. Дека навистина треба да работиме на подобрување на контролното обкружување, подобрување начинот на управување со јавните финанси, користењето на добрените кредити, зборуваат и податоците презентирани во табеларниот преглед во самите први 7 страни од годишниот извештај, во кој што даваме јасна слика за тоа, за статусот на начинот на искористење на средствата на кредитите од страна на институциите во јавниот сектор.
Во овие состојби, во овој табеларен поглед, може да безележен дека одредени кредити и покрај тоа што се земени во текот на 2014 година или подоцна, степенот на повлеченост на кредитите е 0%, а висината на вкупно платени пенали, казнена камата за неплатени средства, изнесува 1 милиарда 499 милиона 739 илјади денари. Би сакал да го истакнем податокот во делот на состојбата со задолжувањето на акционерското друштво АДМЕПС. Имаме состојби кои што вкупното задолжување изнесува 102 милиона денари и 102 милиона евра. Степенот на повлечени кредити изнесува 57%, а додека кредитните услови изнесуваат ЕУБОР плюс 3. Тоа значи, ако ЕУБОР изнесува 2,80 плюс 3, тоа значи каматна стапка од 5 до 80%. Ако иземе во предвид редовно платената камата и платените казнени камати, изнесува дека државата плаќа камата во износ од 9%. Се поставува прашањето дали воопшто постои начин на отплодување на капиталот на меѓународните институции во други држави со 9% каматна стапка. Државниот завод за ревизија во 2025 не само што ревидираше, туку активно се трансформираше. Имплементиравме IT стратегија со степен од 89%, воведувајќи решенија базирани на вештачка единица за анализа на податоци. Едно од клучните решенија во суштина представа на апликацијата за анализа на податоците. Во рамките на Државниот завод за ревизија, со помош на колегијата од Врховната ревизорска институција на Норвешка, развивме вештачка интелигенција или апликација за обработка на податоците за додадените договори за јавни набавки, кои што фаќаат 185.235 договори, офаќаат 1421 субјекти од јавниот сектор и 7028 правни субјекти од приватниот сектор кои што имаат склучено договори. Ова алатка во суштина представува иден чекор за обезбедување на допълнителни податоци за сите засегнати страни, вклучувајќи и претениците, со што може да се обезбедат драгоцени податоци не само за тоа кој и на кој начин добил и колку вредност добил, него да се добие податоци која доделена договор за јавна набавка, со колку понуди биле склучени, кои правни субјекти имаат склучени договори со неголема вредност и во исто време да представува пример за тоа како треба да се работи и во користењето на јавните средства. Очекуваме во наредниот период ова алатка не само за единица локална самоуправа, не само за вработените во јавниот сектор, да биде достапна за целокупната јавност. Нашата веб страна исто така представува едно од ремек делата на нашата работа и на нашите резултати. Во досегашниот период започнувајќи од 2020 до 2025 година, континуирано бележиме раст на популарност и видливост на Државниот завод за ревизија и довербата на граѓаните во работата на Државниот завод за ревизија. Ако во 2020 година имавме посетеност на нашата веб страна 48.000 посетители, денеска во 2025 година може да зборуваме дека нашата веб страна е посетена со 305.000 посетители или зголемување за 634%, што зборува за улогата и значењето на Државниот завод за ревизија во начинот на презентирање на податоци за начинот на користење на јавните средства. Меѓународната соработка исто така не изостанува. Имаме активна соработка со Светска банка, UNDP, Сигма и бројни врховни ревизорски институции, како од Европа, така и од другите континенти, со што обезбедуваме соодветен начин на постојана меѓународна соработка, размена на информации и податоци и усогласување методолошките акти. Почитувани членови комисијата, исто така мораме да зборуваме за реализација на препораки. Иако кај некои субјекти има напредок, кај други се збележува недостиг на одговорност. Нашата цел не е само да утврдиме слабости, кои тие да бидат отстранети. Во 2025 година дадовме 1073 препораки, а стапката на постапување по нив е околу 86%. Сепак, потребна е поголема ажурност од надлежните органи во делот на санкционирање незаконското постапување. Ние не запираме кај извештаите. Самиот извештај само по себе не зборува и отстранување на последиците или санкционирање на оние што се огрешиле законот. Во текот на 2025 година до јавното обвинителство доставивме 42 ревизорски извештаи за кои постои сомнеш за несоодветно користење јавните средства. До Државната комисија за спречување на корупција доставивме 6, а до Министерството на внатрешни работи и финансиска полиција уште 10 извештаи. Почитувани претеници, јас искрено верувам во визијата на Државниот завод за ревизија. Верувам во професионалноста на сите вработени во Државниот завод за ревизија и нивната работа. Јас верувам во мојот тим.
Но да задржиме овој висок стандард и продолжиме да ги заштитиме парите на граѓаните, потребна ни е и вашата поддршка. Затоа верувам дека заеднички ќе се заложиме за исполнување на 3 клучни цели. Прво, ја користам приликата што се присутни и представници од Министерството за финансии и заменик министерот за финансии, донесување закон за државна ревизија со кој допълнително ќе зајакнеме нашата независност. Второ, соодветно вреднување на трудот на вработените во Државниот завод за ревизија преку обезбедување плати кои соодветствуваат на тежината, одговорноста и постигнатите изворени резултати. Само на тој начин ќе обезбедиме задржување на персоналот, персонал кој се гради со години и кој што со години вложува на нивното знаење и вештини. Трето, обезбедување на стабилен буџет кој ќе овозможи следење на новите технолошки достигнувања, безбедност на информационите системи и на тамошна имплементација на вештачка интелигенција во редовните ревизорски процеси. Ви благодарам на вниманието. Благодарам. Благодарам и јас. Отварам расправа по годишниот извештај на Државниот завод за ревизија. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предлагам комисијата да му предложи на собранието да ги усвои следните заклучоци. Под број 1. Собранието на Република Северна Македонија го разгледа и усвои годишниот извештај за извршените ревизии за работата на Државниот завод за ревизија во 2025 година. Под број 2, собранието констатира дека Државниот завод за ревизија во 2025 година ја реализирал годишната програма за работа при што ја опфатил целокупната структура на институции во државата, вклучувајќи институции од централната и локалната власт, акционерски друштва, политички партии, јавни предпријатија, агенции, фондови и други субјекти кои располагаат со јавни средства и изготвил стручни извештаи кои содржат реални и објективни информации за работењето на ревидираните субјекти и даваат реална слика за работењето на институциите, ја рефлектираат состојбата на системите и даваат јасен патоказ за подобрување на состојбите. Под број 3, Државниот завод за ревизија преку независни, професионални, веродостојни и транспарентни ревизии придонел за законито, економично и ефикасно управување со јавните средства за јакнување на отчетноста на институциите и превенција од корупција со крајна цел подобрување на јавните услуги и заштита на јавниот интерес. Под број 4, Државниот завод за ревизија во 2025 година ги реализирал приоритетните активности во насока на остварување на стратешките цели на институцијата преку обезбедување соодветен опфат на ревидираните јавни средства, спроведување ревизии на успешност на програми и проекти, оценување на економичноста, ефикасноста и ефективноста во работењето на јавниот сектор, како и на времено информирање на засегнатите страни и јавноста за утврдените состојби во конечните ревизорски извештаи и дал придонес кон подобрување на квалитетот на јавните услуги кои јавниот сектор им обврска да ги обезбеди за правните и физички лица. Под број 5, собранието го поддржува Државниот завод за ревизија како активен чинител во постигнувањето на целите, превземањето мерки и спроведувањето на активностите предвидени во еден од најважните програмски документи на државата, програмата за реформа на управувањето со јавни финансии 2025-2028, Националната развојна стратегија на државата 2024-2044 година, како и целите за одржлив развој. Под број 6, собранието го поддржува Државниот завод за ревизија да продолжи во наредниот период со интегрирање на приоритетите на Националната развојна стратегија и целите за одржлив развој во годишната програма за работа со посебен фокус на ревизии кои ја следат ефикасноста на јавните инвестиции, одржливоста на јавните финансии и примената на принципите на родова еднаквост и социјална инклузија. Под број 7, собранието констатира дека Државниот завод за ревизија во 2025 година го зголемил опфатот на ревидирани приходи, и расходи во однос на вкупните буџетски средства. Државниот завод за ревизија обезбедил значајна додадена вредност од извршените ревизии и дал значаен придонес во зајакнување на институциите и менаџерската одговорност во државните органи и субјектите од јавниот сектор. Под број 8,
Државниот завод за ревизија обезбедил корективно постапување кај субјектите предмет на ревизија, ги проследил утврдените состојби доставувајќи ги конечните ревизорски извештаи за оние субјекти каде се утврдени неправилности до надлежните органи и обезбедил висок степен на транспарентност објавувајќи ги конечните ревизорски извештаи. Под број 9. Државниот завод за ревизија преку објавување на конечните ревизорски извештаи, соработката со собранието, комуникацијата со медиумите, граѓанските организации и други засегнати страни и активна присутност на социјалните мрежи, обезбеди висок степен на информираност на граѓаните за утврдените состојби во ревизорските извештаи и начинот на користењето на јавните средства. Под број 10. Собранието го поддржува Државниот завод за ревизија во согласност со стратешките документи, критериумите за избор уредени согласно професионалните стандарди на ИНТОСАИ, критериумите за избор во согласност со целите на одржлив развој на Обединетите нации, приоритетите од Националната развојна стратегија, критериумите за избор на ОЕЦД Сигма и расположливите ресурси за ревизија и понатаму да обезбеди вклучување на барањата за ревизија поднесени од граѓани и други засегнати страни при подготовка на годишната програма за работа. Под број 11, Собранието го поддржува Државниот завод за ревизија во извршувањето на активностите за превенирање на корупцијата и коруптивното однесување на субјектите од јавниот сектор, кои ги презема согласно овластувањата и обврските утврдени во Законот за државната ревизија и Законот за спречување на корупција и суkob на интереси. Под број 12, со цел унапредување на управувањето со јавните средства и водење грижа за нивното користење, навремено откривање на отстапувањата на прифатените стандарди и непочитување на принципите на законитост, ефикасност, ефективност и економичност, Државниот завод за ревизија дал јасни препораки до субјектите предмет на ревизија за чекорите кои треба да ги превземат со цел отстапувањето и неправилностите во иднина да се спречат или отежнат. Од број 13. Државниот завод за ревизија во 2025 година дал 1073 препораки за надминување на констатираните слабости и отстранување на причините за утврдените состојби. Собранието укажува дека и покрај тоа што процентот на субјектите предмет на ревизија кои во 2025 година постапиле подадените препораки е зголемен, сите институции треба да преземат мерки за целосно спроведување на препораките со цел подобрување на финансиското управување и законско трошење на јавните средства. Под број 14, Државниот завод за ревизија констатирал неусогласености и недоречености во одредени законски решенија и укажал на потребата од нивно менување, дополнување и усогласување со цел зајакнување на правниот систем, унапредување на регулативата и создавање на правна сигурност во државата. Собранието посочува дека согласно надлежностите утврдени во Уставот, овластените предлагачи на закони треба да иницираат измени во законските решенија кои како клучни се издвоени во годишниот извештај за 2025 година. Под број 15. Собранието констатира дека согласно извештајот на независниот ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи на Државниот завод за ревизија, сметка на основен буџет, собствена сметка на ДЗР и сметка на донации Евросаи, финансиските извештаи ја презентираат објективно од сите материјални аспекти финансиската состојба на Државниот завод за ревизија, како и неговите приходи и расходи заклучно со 31 декември 2025 година. Согласно извештајот на независниот ревизор, податоците во годишниот извештај на ДЗР за 2025 се конзистентни со податоците во годишната сметка и финансиските извештаи на Државниот завод за ревизија за 2025 година. Под број 16. Државниот завод за ревизија навремено и објективно го известува Собранието за својата работа и за ревизорските наоди од спроведените ревизии и му дава поддршка на Собранието во исполнувањето на дел од неговите надлежности преку укажување за утврдени неправилности, непочитување на законските прописи и можните случаи на корупција и злоупотреба
поради што соработката меѓу двете институции е особено важна и во иднина ќе се зајакнува. Под број 17, Собранието и Државниот завод за ревизија и понатаму ќе продолжат да соработуваат во согласно со Законот за државната ревизија и исклучениот меморандум за соработка, особено во насока на воспоставување на редовен механизам за разгледување на конечните ревизорски извештаи во Собранието, а со цел да се зајакне парламентарниот надзор и контрола на трошењето на јавните средства. Под број 18, приоритет во идниот период ќе биде јакнење на независноста и самостојноста на Државниот завод за ревизија преку негово втемелување во Уставот на Република Северна Македонија, како и донесувањето на нов закон за државна ревизија усогласен со законодавството на земјите членки на Европската Унија и праксата на врховните ревизорски институции членки на Евросај. Под број 19, овие заклучоци заедно со извештајот на Комисијата за финансирање и буџет да се достават до владата на Република Северна Македонија и Државниот завод за ревизија. Ве молам да гласаме кој е за. 10. Против нема, воздржани нема. Констатирам дека заклучоците се усвоени. За известител на седницата на Собранието се определувам јас како претседател на Комисијата за финансирање и буџет. Бидејќи завршуваме со оваа точка, му благодарам на главниот државен ревизор Максим Мацевски и неговиот тим за обстежната презентација и анализа овдека во комисијата.